Во тешка загуба сме. Пензиите и платите на децата ги трошиме за да произведуваме, изјави оризопроизводителот од Кочанско и член на НЗМ Здравко Арсов. Ако имам една пензија или платите на деца, мора да ги употребам за па да произведам храна. А ние страдаме за храна. Значи од децата ќе одвојам и од буџетот ќе одвојам некои средства само да произведеме храна. Поради ова, земјоделците се ултимативни. Во колку немаме позитивни сигнали од министерот и не се исполнат овие барања, ние ќе испаднеме во генерален штрајк. Само кога ќе биде 10-15 март, значи ќе договориме кој национална земјоделска мрежа. Во меѓувреме? Во меѓувреме значи ќе чекаме да не примат. Ако не примат, тоа ќе биде. Оризопроизводителите не попуштаат во барањето, производната цена на арпата да биде помала од 50 денари за килограм. Црвената линија, док не ни кажат производна цена, Која таа треба да биде? производна цена треба да биде 50 денари арпата за да обстојаме кој земјоделци. Во спротивно нема што да го земеме оризот. Ке исчезне кои сите културишта, апионот, шекерната репа и други култури. Ланското производство се позиционира на 12.000 тони арпа и 4.000 тони белорис. Во однос на претходната година тоа е преполовено. Напластените проблеми, за кои се бара итно решение, од НЗМ со надеж дека до крајот на овој месец бараната средба со техничкиот министер за земјоделство ќе се реализира.